Една препорака на УНЕСКО за Македонија за трасата Требеништа-Ќафасан беше доволна државата да го преиспита овој проект. Министерот за транспорт Александар Николовски вели дека не може да се ризикува исклучување од УНЕСКО поради пропустите направени од проектантите во времето на претходната власт. Се гради клучка, така што кога ние не би имале намера да работиме, клучка не би градиле. Но исто така е факт дека има многу јасни препораки од страна на УНЕСКО во однос на заштита на животната средина и културното наследство, имајќи предвид дека ова подрачје е дел од заштитата на УНЕСКО заради силната археологија која што се наоѓа околу целата траса. И од таа причина ние мора да ги поштуваме препораките на УНЕСКО. Препораките на УНЕСКО се јасни дека во однос на изведбата на оваа траса, како и самата линија на трасата, не смеат да се донесат одлуки кои што ќе бидат неповратни. Николовски за ТВ21 изјави дека делот што се поврзува со Ќафасан нема да остане без реконструиран пат и дека во моментов се обидуваат да најдат соодветен модел, почитувајќи ги препораките на УНЕСКО, но и поврзување со патните правци кон градот Струга и Охридскиот аеродром. Тој нагласи дека е во интерес на државата поврзувањата да бидат сеопфатни. Ова решение кое што е донесено од претходната влада на СДСМ и на ДУИ не предвидува поврзување на Струга со овој автопат. Иако некој може да се вади да речи може да се изгради приклучок и така натака, во проектот тоа го нема. Јас гледам проектот. Така што во проектот поврзување со Струга нема, како што во проектот нема ни поврзување со аеродромот, затоа што овој автопат поминува над аеродромот, така што е невозможно да се поврзи со аеродромот, што значи дека вие ако сте од Струга или од Охрид, повторно ќе мора да возите по автопатот Охрид-Кичево. Освен за коридорот 8 имало уште 7 други препораки од ЮНЕСКО за Македонија. Според последниот извештај на Комитетот за светско наследство на оваа организација, најголем дел од прекршувањата се евидентирани во Охрид, со дивоградби и доградби без дозвола во рамките на заштитената зона. Овие препораки биле разгледани на средба на нашите власти со представниците на УНЕСКО во Париз со цел да се заштити статусот на ова подрачје и потоа да се работи на соодветно решение. За разлика од нас, во Албанија работите продолжуваат за поврзување на коридорот 8 со автопатот кон граничниот премин Ќафасан, иако и на нашиот сосед УНЕСКО му има дадено слични препораки за работите во заштитената зона на Охридското езеро.